Првото дете за секој родител значи најголемата среќа, а во ова пред само 4 дена се уверија Сара Мејси и Димитар Атанасовски. Тие станаа горди родители на малата Илина, која што денеска заминува дома со мама и со тато. Ние решивме да им честитаме, да ги изненадиме, но и да ја споделиме нивната среќа со сите вас. Одиме да ги посетиме Сара, Димитар и Илина. Open your mouth. Здраво, дечки, нека ви е честито уште еднаш, нека е жива, здрава, среќна, весела на мама и на тато. Кажете ми, како се справувате сега за сега? Ајде. Прво, фала многу да се враќаат убавени, кога ќе си посакате, да се дочекате, доколку си посакате, а посакајте си, пошто е многу убаво. Па не знам, чувството е стварно не може да се раскаже, пошто треба да се доживее, многу е посебно. И не знам, вреди песна да се напише за него, вака обично со зборови не можам да го опишам стварно. Дали тоа значи дека по онаа песна која што излезе сосема случајно истиот ден со Илина, дали значи дека ќе има песна за Илина? Па се надевам, сега сме во денови на инспирација, во љубов сме, онака трепериме како млади тинејџери, мислиш на неа цело време, се будиш од спиење и мислиш на неа, така што во фаза на инспирација сме, наскоро сигурно. Кажи ми, Димитар, ти беше на породувањето, како за тебе помина тој чин? За мене помина магично, морам да ти признам. Јас на почетокот многу ме предомислува луѓе кои што веќе имаат деца дека тоа е тежок период за машките посебно, зашто гледаш а ништо не можеш да направиш уствари. Мислам дека многу ќе ми беше криво и ќе се каев да не го направев тоа. Јас тоа што го видов можам да кажам дека жените навистина се божици заради тоа што ништо се вие поминувате за да донесете нов живот на овој свет е нешто што е навистина за почит и мислам дека е убаво секој да го доживее. Она што Сара го направи за нас и за нашето семејство е нешто што ќе ми остане ќе ми остане секогаш во срце и мислам дека вечно ќе паметам сите тие работи што ги видов. Како да гледаш документарец во живо, како да ти кажам. Сега за тоа ќе ја прашам мама Сара, многу емотивна, кој реши да се вика Илина? Значи, како наместено сега плачам на телевизија, нема врска, морам да го пофалам Димитар стварно, пошто ми наdoаѓаат солзи од самата помисла колку Димитар е најпрекрасниот сопруг стварно на универзумот. Заради тоа што беше со мене од почеток до крај цело време, ама и Димитар беше, значи, стварно немам зборови и се уште е 100% поддршка и повеќе од тоа. Кажи ми, Ја бев хумористичната нота на целиот пораѓај. Пробав да ги мотивирам да не мислат на тоа, иако тоа што и се случуваше на Сара, јас никогаш нема да го доживеам. Морам да кажам, има една работа што јас никогаш нема да ја заборавам во животот, а тоа е дека Сара од кога заврши целата работа ја успија со анестезија за да се заврши целиот процес. И викаат, ајде Сара, стани, готово, честито, ајде се среќа нека, и Сара вика, ај докторке, ти стани со врзани нозе, како да станам? Така да и она си се снајде прилично интересно во целата ситуација и мислам ова ќе ми остане за цел живот да го раскажам. кажи ми тебе како ти помина породувањето, бидејќи Димитар те ни раскажа. Значи, Димитар не бодреше како кајакарски тим буквално, шо ајде ти можеш срче, давај. Даваш се од себе и треба да си силен и да истражиш и да даш се од себе, баш кашо целта и мотивацијата е најпрекрасното нешто на светот, тоа го сваќаш одма после тоа. Нели со пеперутките и љубовта. Кажете ми како се одлучивте за Илина? Види, се одлучивме многу лесно. Уште на почетокот кога дознавме дека Сара е бремена, решивме да се кладиме, ако е машко да го крстам јас, ако е женско да го крсти Сара. Кога дознавме дека е женско,
имавме една јавна дебата. И на крај предлогот беше на Сара, искрено мене Илина ми е преубаво. Има македонско име, тоа и сушност е име кое што многу ни се допаѓа на двајцата и мислам дека и Илина го отсликува карактерот на самото дете. Тоа здраве Боже во некоја подоцна фаза ќе можеби го видите и вие, затоа што детето е темпераментно дете, кое што знае да се бори, се љути уште од прв ден и мислам На кого се љути? На кого е така љута? па темпераментна е на двајцата, мислам дека се љути само кога е гладна, а Сара се љути кога е гладна. Па сега вие видите на кого е детето. Добро, да прашам тогаш на кого личи? А само да дополнам дека Димитар се љути кога ќе го разбудиш од спиење, така да на тој погледа на него. Па искрено мислам дека уште не личи на никого, пошто е многу мало бебе, тоест не е многу мало, се роди 4 кила, а во рокот овие 3 дена приститукално напредна колку 250 грама, така што не е од најмалите, на мајката и на таткото. На кого личи, не знам, мене ми е мешано, искрено ми личи на Димитар и на татко ми, така, меѓу нив двајца ми е нешто. Јас ви благодарам на вас уште еднаш. Сега ние ќе ви испратиме и Илина сите дома да се заминете. Нека ви е со среќа и набрзо по уште едно братче или сестриче. Тоа со Сара види. Види се Сара. Ќе видиме, чекајте малку, прво да се вратиме у форма, нели, да размислиме. Ви благодарам, дечки. Фала и на тебе.